тука подготвен за анализа. Дејан, ќе започнеме со хаосот во Либија, нешто што е неминовно како некако изминативе денови не се анализира многу Либија. Има вести. Нотрдам информациите некако ги засени се друго можеби од актуелните настани, но ајде. Војна, има многу написи во медиумите за наплив на бегалци кои што може да тргнат кон Европа, што моментално каде што има војна, секогаш се собираат цивилното население и се разбира под превезот на војната бегаат. Она што е во Либија страшно и последно е дека продолжуваат престрелките помеѓу армијата на генерал Хафтар кој од Бенгази тргна кон Триполи да ја освоила власта и да ја урне владата поддржана од Европската Унија. Од друга страна, блицкригот кој го велат воената наука го нарекува блицкригот, односно брзиот удар на воените трупи и освојување, очигледно не успеа, па сега она што е можеби најстрашното е силите на генералот Хафтар ја обкружија либиската престолна Триполи и се подготвуваат за долгорочна опсада, што е уште еден показател колку може оваа ситуација таму да биде страшна, бидејќи владините сили внатре не дозволуваат влез во градот, градот не е мал, голем е, а од друга страна генерал Хафтар немаше доволно сила да ја освои власта како што се планираше, одеднош када влезе да ја бутне владата, да стави нова управа, а цивилното население тоа воопшто и да не го примети. Така да сега она што е последно е дека силите на генерал Хафтар прават воен обрач околу Триполи и се подготвуваат за долгорочна опсада, значи бомбардирање, ракетирање на цивилни цели, сакале да признат или не, изгладнување на населението до конечно предавање на тамошната власт. Антоновиќ, може ли овде да се стравува од таа нели исламска терористичка инфилтрација, масовни, она што де факто е проблем со сите тие тамошни земји? Не да може, него веројатно и самите изјави на либиските официјални представници, па и представниците од Европската Унија, кои се уште се воздржани, морам да признам. Значи, воените действија предизвикуваат мигрантска криза, луѓето бегаат, во тие мигранти помеѓу нив се инфилтрираат исламски радикални групи или, ајде да не им кажуваме религија, радикални ликови кои како мигранти ќе пребегаат во европските земји, ќе бараат азил и после ќе имаме онакви што го гледаме изминатите години и одеднаш ќе испадне некаков терористички напад и сите ќе бидеме изненадени зошто дошло до тоа. Токму затоа и либиската влада побара денеска апелираше на некој начин за помош, но и го обвини генералот Хафтар дека сака да предизвика исламски напади во Европа. Оно што е исто така последно и многу важно е дека сакајќи во анализата да видиме кој зад кого стои во целава ситуација, некако срамежливо, но изминативе 2 дена многу полека Русија се обвинува дека стои зад генералот Хафтар и анализите велат дека Русија има интерес, според нивните анализи се разбира, да ја направи Либија нова Сирија. Зошто нова Сирија? Да подсетам, пред 4 години исто така Башар ал-Асад беше со поддршка на Русија, остана на власт, но таму се случуваше граѓанска војна 4 години. Она што ги загрижува воените аналитичари, ќе кажам, западните, бидејќи источните не се произнесоа по тоа прашање, е дека Русија најверојатно ќе ги премести тежиштето од Сирија во Либија, бидејќи во Сирија веќе завршена работата, остана интересите руски кои беа, сега следно е нафтата во Либија. Антоновиќ, кога веќе ја спомна Русија, незамисливо е, бидејќи гледам дел од насловите на светските медиуми, дека Русија и НАТО ги прекинале своите односи. Ако два моќни блока, веле сили, кои што ја диктираат целата геополитика во светот, имаат различни интересни страни во одредени места, каква политика да применуваат помалите држави. Тогаш, дали воопшто е можно двете велесили да немаат комуникација? Јас не се согласувам меѓу тоа. Па добро, информациите велат дека и тоа доаѓаат од челниците на НАТО, ќе кажам челниците, зборувам за воените челници, оние генерали кои и треба да соработуваат со своите руски колеги,
нели генерали, да имаат една координација. Ќе потсетам дека координацијата помеѓу НАТО и Русија започната со падот на блоковите во 1992 година, некаде е востановена пред се поради состојбата со разединувањето на поранешниот Советски сојуз и околу Украина, па имаше тимови кои НАТО и Русија меѓусебно на воено ниво соработува, ги координираа своите воени движења, воени дејства, па се информира ако влегува борбен брод на НАТО или авион во воздушен простор да ја информира другата страна или обратно. Ние имавме дури и ситуација кога американците го изведоа нападот врз Сирија, каде што се стационирани руски трупи, а процедурата беше американците ги информираат руската армија каде планираат да гаѓаат за русите навремено да се ги повлечат своите војници за да не дојде до некоја, не дај Боже, руска нели жртва од страна на бомба на НАТО, па да дојде до некој конфликт поголем. Значи соработката траеше. Изминативе денови се погласни се информациите на НАТО генералите дека во моментов нема соработка со Русија и дека подобри комуникации имале русите и американците за време на студената војна одошто сега. Од друга страна, таа информација потврди и русите, а сето тоа поради тензиите околу геостратешките поместувања, околу инфилтрацијата на новите земји членки на НАТО од Источна Европа, се извинам, кои се долж границата со Русија, и она што се случува буквално долж целата граница со Русија, каде што НАТО се обидува. Литванија, Летонија, Естонија, Полска, доле Грузија има амбиции да влезе во НАТО. Така да мислам имаме прилог еден на тема на оваа тема, па ќе го искоментираме. Да го погледнеме. Враќањето на британските хеликоптери во Естонија и приказната за одвраќање на Русија е уште една намерна провокација, соопшти синоќа руската амбасада во Лондон. Внимателно го следиме активното учество на Британија во програмата на НАТО за воено присуство во Источна Европа. Таквите потези се доказ дека Лондон планира да ја одржува во живот темата за агресивната Русија за да ги оствари своите интереси. За тоа се користат сите можни инструменти, а НАТО не е исклучок, се наведува во соопштението на амбасадата на Русија. Британија најави дека на 15 април ќе прати нови 5 Апачи во Естонија во рамките на програмата на НАТО за заекнување на военото присуство по руската граница. Знаеш што после овој прилог се потсетив на еден филм кој што деновиве актуелен, а тоа е со подморницата Курск, која што се случуваше во 2000-тите. Тоа беше трагедија. Тоа мислам дека немаше никакви војни дејствија. Не. Начинот на кој што овој блок на НАТО се обидува да им помогне на русите, па овие поради сите воени тајни кои што ги имаат ја одолговлекуваат помошта. Дали тоа е реално во денешна модерна технологија? Армиите меѓу себе соработуваат, имаат подршка, не случајно го дадов пред малку примерот дека кога американците гаѓаат некаде каде што има распоредено руси, тие ги информираат каде планираат да гаѓаат за да се ги повлечат целите или обратно, бидејќи вака ќе влезат во поголема, да. Она со Курск што го спомена, ми се чини се случи во време кога Русија беше многу слаба. 4 месеци после. Да, но и беше малце, ми се чини, ние не бевме свесни тогаш се уште на моќта на медиумите, медиумската војна, па безмалку Русија беше прикажана дека е неспособна да ја излече подморницата, па мораше норвешката морнарица да ја излече, што за мене е нонсенс, сепак верувам дека руската морнарица е појака од норвешката како норвешка, но сепак беше прикажано дека русите и својата застарена технологија веќе не можат да функционираат. Да не одиме во историја, русите ја признаат таа грешка. Ја признаат таа грешка, Курск беше жртва на експлозија на торпедото кој беше внатре, веројатно поради старост, веројатно поради демотивираност, пак велам тоа беа лоши моменти на руската држава, но денеска Русија е нешто друго, Русија под Путин е многу помокна и се гледа респектот кој од другата страна, колку и да има нели непријателство и ривалитет, ги почитува. Она што го видовме од прилогот само е потврди оваа анализа дека провокациите продолжуваат и од страна на НАТО, но и русите, ќе потсетам, истото тоа го направија во Венецуела. Таму стационираат своји некои трупи, не знаеме какви се, а да потсетам, Венецуела у денешно време е многу близко до Флорида и во секој момент би можела нешто да направи, така да оставиме и да се надеваме дека тоа ќе остане само на низ параметрите на играње шах. Да. Во ред
Една-две реченици само пред крај. Асанж, влијанието негово, Андоновиќ, иако може би очекувавме дека малку ќе се стишат реакциите, но еве неговото апсење предизвика милиони хакерски напади врз 40 милиони хакерски напади у денот трпи еквадорската држава и европските институции. И европските, што за мене е некоја бројка која 10 пати ја проверив да видам дали е 40 милиона. Да, и тоа само ја потврдува онаа закана која при апсењето хакерската група Анонимус и рече дека сега ние ќе почнеме сеопшт напад. Ќе видиме од овие 40 милиони хакерски напади у денот еден може сериозно направи некоја штета и на еквадорско ниво, но и на глобално ниво. Ќе анализираме, да, толку ни дозволува времето. Останете со Еден ТВ, за кратко следуваат вестите со колешката Елена Джогуманова. Со мене Сочаловски се гледате во 17.